Добра вечер во 24 отворено. По завршените политички процеси во Македонија, изборот на председател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски, се наметнуваат повеќе прашања и тези за тоа како ќе продолжи политичката сцена во земјата. Што понатаму? Ќе се промени ли менталитетот на политичкото владење или реконструкцијата ќе се претвори во шминка која што ќе треба само да донесе нов импулс на сцената? Вечерва гости во 24 отворено собравме новинарска екипа која што ќе направи анализа на сето она што следува во наредниот период. Мои соговорници, Горан Михајловски, од сакам да кажам, добра вечер, добре дојдовте во студиото на ТВ24, Билјана Секуловска, мојата колешка од Нова ТВ, Горан Теменугов од Алсат, добра вечер, и Един Растодер од Телевизија 21. Добро вечер. Михајловски, како што спомнавме и во најавата, во Македонија се заокружи еден процес, барем така тоа се сваќа со изборот на проевропски ориентираниот председател, што треба да биде вовет во некое помирно владење, меѓутоа во исто време не стивнуваат реакциите од изборните резултати кои на некој начин покажаа незадоволство од досегашното владење на владата на СДСМ и ДУИ. Мислите ли дека најавената реконструкција може да ги поправи тие елементи во владењето? Најавената реконструкција не сум многу, да речеме, претеран оптимист дека би можела да поправи кој знае колку. Јас мислам дека повеќе би можело да биде скроз да се направи нова влада, отколку ова, бидејќи реконструкција ќе сменат едно име, ќе дојде се друго или ќе ротираат местата со ДУИ. Меѓутоа, да се надеваме дека влегуваме во помирни води, каде што владата, односно премиерот Заев, ќе може да се концентрира малку и на секојдневниот живот. Нели, еве, завршивме со политика, завршивме со историја, доста ни е веќе сега историски избори, историски договори, ај сега да почнеме да живееме во сегашноста. Доста политика, ај сега малку, не би рекол економија, туку ајде сега еден секојдневен живот. Еден колега наш имаше напишано баш тогаш кога завршија изборите, да, нели, тие беа перфектно изведени, прв пат имавме така едни фини избори кај што немаше многу забелешки, речи си да немаше забелешки, нели, онаа фраза скандинавски избори, меѓутоа на скандинавските избори и доликува да имаш и скандинавски живот. Тоа значи дека сега ти треба да имаш добра јавна администрација, треба да имаш чисти тротоари, треба да имаш здравство во кое што нема да чекаш, листите на чекање нема да бидат по 6-7 месеци, треба да имаш добро образование, треба да имаш добро новинарство на крајот на криштата и односно колку и да звучи злитано онаа фраза, да речеме еве Јенџиовска фраза добро владење, да, тоа е тоа. На Македонија сега и треба добро владење на граѓаните кои што еве испорачаа скандинавски избори, меѓутоа посебно во првиот круг покажаа и некаков револт, бидејќи може би беа задоволни или не знам како веќе го прифатија оној историски момент на промена на уставот и сите оние концесии што мораше да се дадат околу тоа и пазарења и закони за амнестија. Ајде сега да почнеме да живееме. Да, во една од вашите колумни прочитав дека практично од овој момент веќе ќе може со широко отворени очи да гледаме работата на владата и повеќе нема простување на грешките, ако ја интерпретирам вака на затоа што еве да речеме досега имаше голема друга работа да се заврши, која што на сите ни беше болна. Значи промената на името, на сите ни беше болно како тоа се изведе и амнестијата и за 27 април како некои отидоа во затвор, како некои други не отидоа во затвор и сега веќе доаѓа времето во кое што треба да се испорача дека нема веќе оправдување затоа што некој немал време, затоа што некој морал да прави концесии, затоа што морал да се пазари, затоа што морал да се смирува со соседите, затоа што морал да извлекува она во што беше доведена земјата во претходното владење. Може прашање едно до Горан?
Да, повелиш. многу ме интересира заради тоа што рече дека треба целосна реконструкција на влада или нова влада. Да. Дали сметаш дека треба и нов лидер на таа влада, нов премиер? Не. И како може до нова влада? Да го До нова влада, некога бројките се прилично лоши и за оваа влада. 49 плюс 10 плюс 20, тројца, 4, па по потреба уште до 71, па по потреба до 80. А таа потреба раѓа нова криза. Значи, генерално лошо стојат бројките на актуелнава влада во собрание. Прашањето беше хипотетичко. Да, значи, не беше... значи, генерално, јас би се надоврзал дека може би не до нова влада, туку да си тераат како што си тераат до ноември и да дојдеме до парламентарни избори кај што ќе имаме стабилно владеачко мнозинство, кај што две партии би можело веројатно да формираат сами влада, значи коалициони партнери, кај што би имале 61 комотни за да донесат основни закони. Но се извинувам, немаме избори во ноември, Не, изборите се 2020. Да си тера до 2020, за година и пол. Речи си 2 години од сега, да. Тоа е за Година година и и пол, пол. За 7 година и месеци, пол да. со тоа што знаеме дека година дена пред изборите почнува кампања, влегуваме во оној познат наш добар популизам, каде што ништо не се работи, туку се купуваат гласови, одеднаш ќе почне земјоделието да добива повеќе субвенции, ќе добиваат вработувања решенија партиските војници. Едноставно повторно фокусот како што не лажеа до сега дека се фокусирани на нешто друго, а не на нивната работа во министерствата, ќе продолжи уште повеќе, така што ја би рекол дека подобро би било да се истераат вака како што се тераат уште година и пол. Истите министри? Што ќе се смени со други министри? Добри тези. Добро, добри ајде тези. да се слушаме. Ајде. Евентуална реконструкција која што ја најавува премиерот Зоран Заев веќе подолго време, а во јавноста позната како метлата, всушност јавноста ја наметна таа метла со дац нели кој му е дадена на митингот. Мислам дека во право беше Младен кога на почетокот кажа дека би било само некаква шминка и дека ништо суштински не би се променило. Меѓутоа и евентуални избори во брзо време да се согласат наместо реконструкција да има поголема, да се согласат некакви предвремени парламентарни избори да има, мислам дека ништо суштински во собранието нема да се смени. А ако ги гледаме се навратиме на резултатите од последните избори. Значи сите партии загубија дел од гласачкото тело. Очигледно е незадоволството од сите, меѓутоа во овој момент ниту ВМРО, ниту СДСМ нема некаква опиплива предност во бројот на гласови. И мислам дека и да се одржат избори би биле во малтене во иста Слична ситуација како што е и сега. Она што јас мислам дека треба да се направи, навистина мислам дека треба да се направи, да се направи, па и нека биде шминка за јавноста. Не, добро, но зошто да биде шминка? Зошто таа реконструкција не биде темелна и не биде суштинска? Тука е прашањето и тоа веројатно сите го очекуваат и е прашање кое што стварно се наметна во јавноста после жолтиот картон што го доби владата на Заев. Не верувам дека ни самиот Заев би сакал сега да направи само една шминка, бидејќи тоа се препознава најпосле. Зборам како почеток на нештата. Колегата Михајловски добро кажа и во колумната убаво го објасни тоа дека до сега потрошено е огромно време за големи работи, големи договори како што е договорот од Преспа. Сега тој дел го завршивме, така? Одиме, чекориме кон НАТО и Европската унија, меѓутоа 1% или 2% да беше посветено на останатите работи, на реформите во правосудството, на економијата, на социјалата, да беше посветено од тој договор од Преспа и тие евроинтеграции, мислам дека задоволството кај граѓаните би било поголемо. А во моментов е очигледно дека има. Добро, има ли сега доволно време да се направи и таа чистка што се најава и сето тоа да донесе некакви резултати опипливи за да може да ги почувствуваат граѓаните? Мислам дека нема доволно време. Мислам дека Заев ја направи историјата со Преспа, тоа е евидентно. Но историјата Заев не ја направи со храбри, како што повлече храбри потези околу Преспа, не направи доволно храбри и непопуларни потези во владењето на политиките. Владење на право, Горан што спомена и така натаму. Сега, метлат, колоквијално наречена, малку и вулгарно звучи, но
политичарите, мислам дека Бујар Османи беше прилично навреден, но тие мора да сватат политичарите дека таа вулгарност на тој збор метла значи нечистотијата на политичарите кои злоупотребуваат, кои прават малверзации, кои се нечесни и така натаму, неквалификувани, неспособни, некадарни. Значи, вистинскиот збор е метла. И мислам дека нема доволно време за ЕФ. Добро, но предпоставувам дека нема ни друг избор, освен посилно да влезе во една таква операција, бидејќи, како што вели и Теменугов, бројките не му дозволуваат некои големи еквилибристики во рамки на тоа, не знам, да замени еден од партнерите со некој друг внатре во владата. Теменугов? Извинам, само кратко. Постојано, и не само сега во оваа емисија, туку и на други емисии претходно постојано се потенцира и прстот се вперува во премиерот. Прашањето е во овој момент со вакви сили во парламентот колку тој има поддршка за реконструкција од неговите партнери што се во владата. Пред се од Дуи, од Али Ахмети. Ние ги слушаме изјавите од неговите министри дека не одлучува, иако е тоа право не премиерот. Така. И ако судиме така по тие изјави, ќе видиме дека практично, ајде така да кажеме, дека има две влади во моментов кои што функционираат. Значи, прашањето тука е клучно колку Заев, колку премиерот има поддршка од неговите коалициони партнери да ги направи тие промени. Извини. Значи, јас не би рекол дека има две влади, ја мислам дека има 3-4 влади. Значи, влада на Дуи, влада на бизнис крило, влада на чисти социјалдемократи и една колективна влада кај што се соединуваат сите тие различни ставови, различни мислења, различни приоди кон решавањето на проблемите и кон односот кон реалноста која што треба да ја креираат како влада. Спомна предвремени, јас не сум за предвремени, во овој момент на Македонија и треба тотално нормализирање на начинот на живење, значи дека да влеземе во еден треба едноставно да влеземе во некое нормално движење, нормално живење. Тоа е многу битен елемент, она што го спомна, дали Дуи би прифатило, мислам да, ќе се испазара, тоа битно име бројката кој што како. Бројот на министерски места ќе се испазарат, а внатре персоналните решенија кои како ќе бидат поставено, на тоа ќе се сведе реконструкцијата. Дуи ќе ги добие тој квантум на министерски места, СДСМ ќе ги добие тоа и ќе донесат нови луѓе. Кој ќе ги донесат? До сега никој не беше спречен да си ја работи својата работа. Во контактите со институциите секогаш добива за 2 години дека во фокусот им е нешто друго. Политички процеси име менување во Министерство за финансии да им биде фокус. Зошто би било спорот со името во фокус на Министерството за финансии, на Управата за јавни приходи исто така, во Министерството за економија, зошто името е. Мислам, тоа е процес што го брка премиерот, министерот за надворешни работи, вице-премиер еден и една структура која што во владата е овластена да го брка целиот процес. Како ќе објаснат дека не работат, дека не се ефикасни. Океј, процесите тогаш воопшто не биле битни за функционирањето на оваа држава, односно за нефункционирањето. Едноставно не се работело од првиот ден, зошто би се сменило сега кога завршиле некои си процеси кои што никако не влијаеле на институциите, сега одеднаш да се смени од кога имаме председател нов и кога е сменето името. Не гледам причина што би се сменило. Јас затоа би ги оставил да си завршат до 2020 година, да направат една нормализација на односите. Единствено што би сакал да направат е да го средат правосудниот систем. Тоа е болката во Македонија, се друго се решава буквално во економијата. За година-две може да се направи. Треба да се фокусираат само на правосудниот систем. Добро, ако институциите не функционирале добро или доволно добро во целиот овој период, во кој што добро велите, зошто би се занимавало Управата за јавни приходи или Министерство за финансии со прашањето за името или градоначалниците, тогаш излегува дека премиерот е добар, тој си ја работил својата работа за која што се насочил и послушал, меѓутоа не успел да ги исконтролира сите останати сектори. Зошто тогаш такви кадри воопшто не се потребни, Михеловски? Дали грешката е во премиерот кој што ги поставил или во тие што дошле таму и мислат дека се поставени за да уживаат само во функциите? Апсолутно грешката е во премиерот, тоа што го каже и Билјана Преска, дека
Ама ти не го даваш Тој немаше за реконструкција. храбри немаше храбар потек за да расчисти со некои луѓе, односно да не продолжи со истата политика која што имаше во МРОДПМН, на пример во односот на вработувањата, во однос на вработување посебно на државни јасли. Вие самиот министер за јавна администрација и информатичко општество вика нас сега не чекаат преговори со ЕУ. Примевме ние 3000 нови, меѓутоа не ги бива, дај сега некои други. Мислам, видете, премиерот има успешни фирми. Јас и тоа неколку пати го имам речено. Ако тој се однесува со владата како што би се однесувал во неговата фирма, тогаш сигурно не би примил. Зар вие би примиле во своја фирма примивме ние 3000 луѓе, ќе им даваме плата, ама не се способни сега да преговараат. Или имате продолжување на таква практика, посебно во локална. Ние сите тука и новинарите бевме прилично збудалени со таа промената на името и со многу се фокусиравме на тие прашања, освен Горан, да речем, бидејќи он си ја бркаше економијата, ама влезете па по локалните самоуправи. Ние имаме проблем со години назад за екологија, нели збориме, за загадување. Имаме министер за кој што името му го знаеме од Мајтап, за министерот за животна средина. Не сме го виделе. А имаме во општини имаме по еден, да речеме, инспектор кој што кузна и тој како е влезен таму и кузна со какви квалификации. Имаме општини во кои што, например, имаме 6 мина што се вработени како протокол. 6 мина пиар. Така што продолжувањето на она што го правеше ВМРО-ДПМН, на трупање на јавна администрација, на грбот на сите нас, е тоа што со кое што мора да се соочи премиерот, ако сака и он да обстане. И ако сака да победи на следните избори во ноември, бидејќи се покажа дека избориве не ги решаваат партиските војници. Изборите сепак ги решаваат граѓаните кои што, пак ќе повторам тоа, бараат добро владење. Бараат да ми биде убав животот. Сакам кога ќе излезам од дома, мене да ми биде убаво. И да имам што помалку проблеми. И во градинките, и во школите, и во болница која ќе отидам, и тротоарон да ми биде чист, и да не ми наоѓаат сите оправдувања зошто таму се паркира, зошто овде можело зошто не може, зошто овој бил надлежен, оваа општина била надлежна, овој не бил надлежен. Тоа е тоа. Добро, Заев беше прилично јасен и доста прецизен во објаснувањето на проблемите, дури и тука и во ова студио кога беше на интервју. Тој рече дека нема да има ни ронка милост за сите оние што на било кој начин наштетиле дали на имиџот на владата, дали на имиџот на партијата, дали заради тоа што потрошиле народни пари беспотребно. Сигурен, и сега зошто сега оваа неверица кон тоа? Мислам, он покажа многу милости кон тие што главата му ја скрши на 27 април, така што тоа ми е прилично дискутабилно. Но тоа се повторно се врзува со политичките процеси кои што беа неминовни и кои што да не се навраќаме натаму. Мислам дека Заев е премногу мек, без разлика дали јас добро така сум го запознала или добро, но и луѓето кои биле и постојано комуницираат со него. И таа добрина може да се удри од глава. Еве имам еден список колку советници има Заев. Овие луѓе, многу од нив не ги знаеме, но веројатно Заев ги знае. Не го добив списокот. Ова се внатрешни, значи објавени најтранспарентно. Ако сакате може да ги прочитам. И се разбира, може и да заврши емисијата. Надворешните соработници ги немаме бројот. Но сега прашањето е, нема имења нивни на сајтот. Сега Заев треба да размисли колку овие луѓе, овие што ги имам ја овој список, огромен, и тие надворешни, за кои само читавме и слушавме, колку тие биле ефикасни и му ги давале вистинските совети. Заради тоа што тој е сега пред зид и ја најави метлата. А колку имаш таму на список? Па да, има многу. Државен советник овој, државен советник оној, па помлад советник, па вистински, ова се извинувам, па посебен советник, вистински се шегувам и така натаму.
И сега да прашам, колку министри има без ресор? Зошто му се тие министри? Значи, Заев треба да седне и да размисли што овие луѓе сработеле. Колку министри има за без ресор? Колку има заменици, директори, заменици министри? Зошто нов министер за политички систем му е потребен? Сите тие луѓе ги плаќаат граѓаните. Тоа треба да го има на ум Заев. Добро. Еве, јас сум од тие граѓани што и ти и сите овде што сме ги плаќаме. Јас сум подготвен да ги платам и да продолжам да ги платам ако ми овозможат нормализирање на живењето и ако се концентрираат на неколку суштински работи што јас сметам дека мора да ги направат, не ги прават за жал. Во овој момент во Македонија се потребни две суштински работи што треба да се направат, две министерства се суштински, се друго е се може да трпи и се може да бидат фокусирани на што сакат, тоа е Министерството за информатичко општество и администрација и второто е правда. Тоа се двата елемента каде што јас би ги запрел сите проекти капитални инвестиции, ќе речам ништо нема да изградам за наредните генерации и сите пари ќе ги насочам кон овие две министерства. Зошто? Бидејќи тоа што види, вака 200 милиона лани не потрошија капитални инвестиции и 50 се дадоа на општините. 200 милиона останаа во буџетот непотрошени пари. Добро. Да, ќе ги сопрам, не спот. Ќе го смениш министерот? Министрите, не. Ќе направам не? приоритет. Правда мора да се засили до крајни граници. Што? Со луѓе и ќе направам систематизација. Знаете ли дека имав една истражувачка сторија дека сите институции се под систематизацијата на вработени. Јавното обвинителство е 730 луѓе под систематизација. Треба да има 1100 луѓе, има 300 и нешто, 730-750 луѓе имаат според систематизација. Точно не знаеме дали на тоа обвинителство, значи на јавното обвинителство, на вистина и требаат 1100 луѓе да врши работата и никој не може да каже дали се потребни. Да, ќе направиме нови систематизации и ќе видиме на вистина колку е потребно за да бидат. Бројка колку се ескорт таму, да речеме, што ги пренесуваат, ги пречекуваат гостите и ги носат до лифтот. Ето и такви луѓе има вработени. Например, знам дека имаат само еден IT техничар. Значи еден. Добар дел од министрите, само да надополнам, и од градоначалници, но еве да се држиме до министрите сега, велат дека тие наследија една таква структура на превработеност и на луѓе кои што во скалилата на таа хиерархија не можат да ги употребат и поради тоа се меѓу другото блокирани. Тие тоа го велат, значи наследството на режимот на Груевски, кој што ни го остави, со кој што ние многу тешко можеме или многу тешко се справуваме. Ама овој список на овој список на Билјана не е од Груевски. Не, овој не е, да, овој не е овој список. Меѓутоа се зборуваме за систематизацијата. Можеше тоа порано да се направи. Да, они рекоа дека ние нема да правиме реваншизам и нема да бркаме партиски лица кои што се вработени во институциите, нема по секоја цена да ги бркаме. Меѓутоа, сите знаеме дека пред изборите, пред да дојдат на власт, колку СДСМ ја критикуваше јавната администрација и се тоа што значеше јавна администрација и вработеност како партиски кадар. Дека се неспособни, дека имаме премногу вработување, дека вие морате да направите радикални резови, доколку сакате напред. Ја мислам дека оваа влада, Заев, ја изгуби довербата токму поради тоа, затоа што не се одлучи да прави радикални промени. И најмногу ја изгуби довербата со амнестијата, со 20. Значи, оваа реконструкција што најавува, ако добро ве сваќам, всушност треба да биде, и ако не биде така ништо не сме направиле, треба да биде вовет во силни резови и во администрацијата, и во систематското работење на министерството. Само со силни резови. Другото се би било шминка. Што ќе се зареже? Јас на вистина не гледам, не можам да Постојано имаме Ајде, друг ќе што ќе зареже? Зошто јас ќе ти објаснам? Зошто во државните предпријатија, колку државни предпријатија имаме, тоа следите вие, имате бројка некаква? Вака. Значи, според она што контролира на локално ниво и на државно ниво, Државниот завод за ревизија, во Македонија има 1138 тука некаде околу 1100 предпријатија, институции што се под државна и општински капи, што ДЗР ги контролира. Значи 1100 се. На еден ревизор по 17 институции доаѓаат. Еве, сега да ми одговориш ме многу, заради тоа што мислиш дека само правда и IT се важни.
Тие директори што се на 1200 институции и предпријатија имаат своји автомобили и приватни шофери? Имаат. Добро. Не само тие главните директори, туку и во предпријатијата има на неколку, не само замениците. Да, и оваа влада ги донесе неколку замениците, нивоа. да се разбереме, донесува Сопствени закон шофери пред и за автомобили. заменици, добро. Колку автомобили биле до сега купени? Да, ги објавуваме нон-стоп купуваат. Мебел купуваат она славната телешка, каква и да беше кожа? Се е во ред. Тоа е, еве ќе ги изрежеме, тоа ќе донесеме нови луѓе. Еве ќе дојдат... Не, нови луѓе, не, треба нови... Намалување. Ти разбираш? Чисто Не, ја разбирам да, што да, треба. чисто Нема е, време, нема Има време. време. Апсолутно Има нема време за да ништо се направи. донесе, да се донесе закон или што и да е правилник во кој нема да се злоупотребуваат парите на граѓаните. Зашто ова се пари на граѓаните. Имаш институција, не се јавни пари. Имаш институција која што јавните тоа го прави. пари. Јавните пари, тоа е Државен завод за ревизија. Пари на граѓаните, не во јавни пари, тоа е премногу апстрактно. Парите на граѓаните како ги трошат институциите? 1100 институции како ги трошат, прават ревизија 90 ревизори. По 17 институции по ревизор доаѓа. Значи, плюс тоа, сега собранието се обидува, ништо не направи да ја зајакне позицијата на Државниот завод за ревизија. Исто така, обвинителството кај што треба да се процесуираат сите сомнителни извештаи што ги има ДЗР, нема луѓе за да ги процесира, бидејќи му фалат 750 луѓе. 750 под систематизацијата. Ја навистина не знам колку им треба. Може им треба 20 луѓе во обвинителство. Ама треба некој да седне и да направи. На обвинителство му требаат 500 луѓе, ајде да го направиме и ќе ги вработиме таму. Ќе дадеме пари за да може ДЗР да си ја заврши работата, затоа што контролата тука лежи. Не да правиме вештачки резови и да се повикуваме ваков закон, онаков закон. Ние имаме закони, ние немаме имплементација и спроведување. Ние алатките не ги употребуваме за да ги контролираме власта. И оваа власт ништо не направи тоа да го промени. Не ја зајакне улогата на Државниот завод за ревизија, не ја зајакне улогата на обвинителството, едноставно не ја зајакне улогата на судовите, едноставно да имаат луѓето представа дека нешто се случува. Не е битно казната колкава ќе биде. Правниците ќе кажат, најбитно е брзо да се открие и брзо да се изрече казната. Тоа е за владење на правото, а не е битно за одредено дело да му дадеш 50 години затвор. Ништо нема да направиш, бидејќи додека го осудиш може да поминат 20 години додека го судиш. Битно е брзината. Ништо не направивме во овие делови. Контролните механизми. И затоа оваа влада што и да направи нема време. Треба да се посвети оваа година дена да ни остави до наредните избори обвинителство функционално, Државен завод функционален. Да ни остави институција од кај што ќе почнеме, кој да дојде после на власт, да не може да се игра со парите на граѓаните, да не се игра со правниот поредок. Тука е целата работа. За кое време се извинувам зборуваме кога велиш дека немаме време? Немаме време ништо драстично да смениме до наредните избори за година и пол. Затоа имаме време да направиме неколку исчекори за да им овозможиме на граѓаните нормално функционирање. Зошто да не се изборите реп? Затоа што толкогаш представува владење на една влада, збориме. Зошто таа влада да се го гледа свој интерес и да каже до изборите јас ќе владеам и ќе носам такви некои закони кои што ќе ме одржат на власт, така? Не. Затоа јас велам, треба радикални резови, радикални промени, па по цена и она да ги изгуби избори. По ова е порадикално од ова не постои. Ова, знаете колку работа е да средиш ваков сегмент правосудство во една држава кај што систематски го уништува 11 години претходната влада, кај што менуваше закони процесни, кај што не може ни еден адвокат, ни еден судија да се снајде. Тоа е систематски уништувано. Затоа не можете вие нешто што е уништувано со години да го смените за 4 години. Но можете деловите што се најважни да се концентрирате таму, не да се разминувате. Дали самата системска, ако се случи системска промена во начинот на владење, таа може да покаже позитивна промена која што ќе биде прифатена, па макар да и резултатите дошле и подоцна. Значи, дали е таа можна? Ние не велиме дека резултатите нормално после месец или два нема да ги видиме, меѓутоа ако ги видиме чекорите... Кога во собранието немаш доволно луѓе за да ги изгласаш тие закони. Еве сега да решат да менуваат закон за
државен ревизор нема да може да го смени. Па тие не гледате дека уште се пазарат со специјалното јавно обвинителство, со новиот закон. Во целава приказна. Уште се. веќе. Тоа е не целта. битно моментално. Нас во ни целава виси за 10 дена дали ќе добиеме датум за преговори, фамозен датум за преговори или не, но они уште се пазарат околу тоа. Така што системско да менувате мора да го смените и собранието на крајот на криштото. За да се смее собранието мора да има Добро, избори. на овој начин доаѓаме до тезата на Груевски, дајте ми 62 пратеници за никој да не ме уценува. Па да. И видовме и тоа до каде не доведе. И тоа е и таа солуција лоша затоа што ќе има малте не апсолутна власт која што викаат сега се да само и дуи, нели ВМРО што обвинува сега имаат со претседателот, имаат апсолутна власт. Меѓутоа, како што вика колегата Михајловски, со ваков распоред на силите во собранието. Проблемот на оваа влада не почнува од сега, од завчера, од пред еден месец. Од самото објавување на резултатите на парламентарните избори, 49 мандати освоја, така? Од самото формирање на владата. Сите се сеќаваме како беше формирана таа влада. Се преговараше, не знам, Со месец. со месеци. И сега имате една шарена влада, каде што он мора да Амди Бајрам можеше да го земе. Во влада. Како да ви кажам? Да му го даде трговски центар пак. Како да ви кажам? И како ќе функционира таа влада? Кога мора и Амди Бајрам, јас не сакам да наверувам, меѓутоа сите знаеме, Амди Бајрам во минатото нели беше во таа влада колку да се носат закони, нели? Пазар, малце, И колку да се земат приватни. Имаше Така да е други лично. партии И други служаат за партии, тоа. и други партии. Меѓутоа, зборот ми е тоа. Проблемот на оваа влада почнува од парламентарните избори, од бројот на освоени мандати. Мораше буквално сите да ги земат. Тоа значи дека Заев треба само да се потпре на своите. На СДСМ, бидејќи не може да чепне во ДУИ, ќе треба не да може. покаже Во овој момент не може да чепка сила никој, на своите. Тоа е. бидејќи му требаат, за И било тоа- што му требаат. Да чепне само кај тие што до сега се покажале неспособни, мрзливи, инертни. Мислам дека и Што малку ќе е. дадеме? Еден чекор понатаму, што Па добиваме? уште, Добро, но да речеме персонално, може би некој ќе ја бутне работата негдека. Ама тоа е веќе персонално буткање на работата негде, не во системот. Затоа и велам, таа метла може само прашина да дигне малку, оти со метла која чистите само прашина може се дига. Ама пак ако ништо друго, барем некаков имидж на некој што што сака да смени, туку еве и прави нешто, и именува. Вие имате еден куп, да не ги именувам, мислам, од локална самоуправа до централна власт, каде што гледате дека не прават. Тоа што го збореше Горан ти исто на почеток. Они се вадеа сите на името. Сите се вадеа на името. Чекај сега да го смени името, после ќе работим. Мислам, направија една даночна реформа, божем, каква даночна реформа направија, каде што богативе не ги оданочија трудот. Мислам, што сакате повеќе од тоа? Кај нас не се даночи богатството, туку Него се даночи трудот. заработката што ќе успееше тоа, но Добро, И, кои се се утепаат фалење од тоа, а со тоа свртија против себе и една така категорија на граѓани кои што се мислечки. Да, некоја средна класа, условно Па речено. сега професори, некој што учел IT, и некој што технологија, сака да така е. работи за да заработи, они ги свртија и онака најпопулистички како на времето Груевски која викаше ама тие не се возат по автопат, ми е гајле. Викаат, ама не, они се малце. Абе тие се малце, ама тие луѓе влијаат. Тие луѓе знаат да направат промена, тие луѓе знаат да влијаат на други граѓани како да се гласа. И тие од тие луѓе А треба да мислите чекат. дека заминувањето на креаторот на таа даночна политика од Министерството за финансии Бранимир Јовановиќ, кој што отворено Па се не е он залагаше креатор, мислам за дека тоа, министерот е креатор. Министерот е заедно. заедно, да, Тивдовски, предпоставувам. Бранимир. Мислите ли дека е дел од таа најавена реконструкција или Немам ова? појма Не, тоа. он сакаше- Или сакаше Од сам да почнеме се ние замени? сега како сите министри да викаме, не знам ја тоа. Да. Заев знае. Добро. само заедно го има Само одговор. знаем го што има тоа, името, тоа, да. Јас добро си ја вршам. Кои се работа. тие ресори и министри кои би требало да бидат реконструирани ако треба да направиме на мини лицитација овде вака? Дали би можеле да шпекулираме или да Види, да јас отвориме некој ја не би муабет? спекулирал, меѓутоа едно нешто ќе Или кажам. што очекувате? Ние можеме да збориме за министриве што ги знаеме, еве, нели што ги имаме, што ги критикуваме, што ги гледаме сегојде. Ама ја од тие министри има полно и што не ги знам. Така што Дури ни по име и презиме. да.
Па еве министри без ресор, еве сега да ви дадам. За да ги Како запознаеме да ви понешто стави не. некој пиштол на глава, ќе кажете ли кои се министри без ресор? Ајде, Младен, те молам да те испрашам, дали ќе ги изрецитираме. О, па добро информиран номер го знаеш. Добро, понатаму. Зорица, Така е. И Како уште се презива? 23. пошто тие сме ги Добро, запаметиле ние видите, ние, ние имаме и вице-премиер што не се појава на работа, така што тоа е озбилна функција. Теменугов во делот на економијата, ти повеќе го следиш тој ресор, се очекува веројатно подобри резултати. Паметам дека уште пред доаѓањето на власт, на владата на Заев, тезата беше дека само да не краде оваа влада, економијата ќе расте за добри 3% годишно од парите кои што нема да бидат украдени, а кои што претходно беа украдени или биле украдени, како што се тврдеше. Ставеле. Економијата е чудна во Македонија. Јас мислам дека каде што не се, кога владата не се меша многу, владите кога не се мешаат, многу подобро функционира од кога се мешаат, кога преземаат некои мерки. Многу сум поделен околу мислењето каква не е економската состојба и на вистина не можам да дадам мислење од аспект дали одиме на подобро или на полошо. Јас се плашам дека ние сме во една летаргија, во повторно успеа да наметнат некое чувство на исчекување и за разлика од претходната влада која беше политички монструм, сепак во економскиот дел таа влада знаеше да ги сослуша приватниот сектор и да излезе колку толку се некои мерки во нивен интерес, али беше политички монструм. Оваа влада не е политички монструм, но од друга страна е многу во економијата ригидна и не ги слуша бизнисмените, не го слуша стопанството, не се консултира и не реагира малку брзо колку што би требало. И тоа ме обесхрабрува дека можат нешто да направат добро, но тоа произлегува од онаа левичарска идеја што се залага, таа левичарска, социјалдемократска позиција што има дел од владата. Академски левичарска. Океј, не, тоа го практикуваат, но Македонија е специфично место и мислам дека министрите што се бават со економија, со економските ресори, мора да почнат малце да внимаваат повеќе на реалниот сектор. Мислам дека Министерството за финансии тука страшно потврла, значи не покажува иницијативност, не покажува политички габарит, не знам дали има знаење бидејќи не комуницира со реалниот сектор и не им излегува во пресред. Мислам дека е слабата точка тоа на тоа министерство. Министерство за економија како и да не функционира, како да е непотребно министерство. Единствени две министерства што според едно министерство во суштина, едно што добро функционира, што има во реформите што се знае каде оди, тоа е Министерството за труд и социјална политика. Значи они имаат некоја визија кај што може да им фатиме почеток, средина и крај. Да, ма тие земаат пари. Ама ги нема министерството што треба да прават пари, за да му дадат на тоа министерство. Значи Министерството за го испуштив транспорт, кај што ја уште чекам да возам по автопатот Миладиновци Штип. Во мојата емисија во март некаде рекоа дека за 15 дена ќе биде пуштен и дека ќе сме можеле да шишкаме со 120 на кај Штип. Еве јас уште чекам, дури како да ви кажам, специјално гориво ќе полнам сега, што ќе даде повеќе октани за да шишнам побрзо до Штип, али ќе видиме која ќе биде. Мислам дека овие се болните точки, односно сите министерства што влечат економија. Постои ли координација меѓу тие министерства? Има ли некој кој што го создава? Земјоделие продолжува со ВМРО-вските практики на популизам. Тоа добро е за гласачите, но генерално имаат идеи. Гледам сега со зеленава нафта, малци им се одолжи, може ќе даде резултати, али рано е првин да видиме како ќе биде. Повелно, извини. Добро. Благодарам за реконструкцијата, Теменугов. Во пратеничкиот состав, Заев дури најави дека ќе побара оставки од некои пратеници. Во македонската политичка култура тоа би било, можеби, прв пат и би било без преседан, доколку тие пратеници се согласат да си дадат оставки кои што се на некој начин жигосани од јавноста и од тоа што го правеле. Значи тие малверзации, патарините, огромните патни трошоци, вработувањата на своји роднини, по 3-4 вработуваа во Елем, во Рекбитола и
и секаде. Секуловска, можно ли е тоа? Можно е, зошто да не, тоа би било Каде? одличен потек. можно? Во Сега Македонија? вака, во Македонија, да, можно е, доколку Заев, веќе кажав, повлече храбри одлуки, непопулистички се разбира, храбри, еднакво како што тоа го направи со Преспа. И видете, граѓаните ќе разберат дека оваа влада, односно државата, нема пари, дека била финансиски опустошена, дека не може преку ноќ да се зголеми животниот стандард. Но како ќе и објасните, еве, говоревме за министерствата, за замениците директорите и директорите кои користат, злоупотребуваат, не се јавни пари на граѓаните, како ќе поверуваат кога се соочени со непотизмот, со партизацијата секојдневна на администрацијата, со вработувањата во администрацијата на роднини, на еве ова Мира Стојчевска, славната Мира Дизел, има ли шанси да биде имаше ли шанси самата да се повлече? Зошто? Не видовме Да, таква ситуација. зошто таа би го сторила? Зошто? Зошто да чека Заев толку време да дојде метлата, да на него Не на може ни на да негова ја смени. Она е избрана од народ. Малце, ова е несреќна изјава дека ќе бара премиер оставка од пратеници. Од пратеници. Ние сме парламентарна демократија каде што можат пратениците може да бараат од види, владата оставка од таа него. може да Луѓето, биде. ова е упад Чекајте, Теменував, во основните таа- начала Мислам, на пратениците Заев го може- менуваат Заев. Заев не Заев може да ги може да побара да биде исклучена од таа од партијата. Е, така, Да. може, тоа е. Да, Да. рече, не да се Поточно повлече, тој рече дека исклучена, ќе се па она огради. има морал. Тој рече дека ќе се огради од некои градоначалници и од некои пратеници доколку тие останат на своите функции. Што значи огради? Исклучи ги од партија, нека преминат во... Добро, сега тоа што значи ќе видиме, веројатно а, значи не, тоа, да. Исклучи ги од партија, тоа е оградување. Како може да се побара од пратеник да даде оставка? Премиер не може да бара, па носителот, бара од премиерот па така оставка. носителот на власта во оваа држава е пратеникот. Премиерот нема мандат. Теменував, во Шведска Дали не е- живееме. Не бе, и ја ја давам знаеме. на 10.000, даваме на пратеник. Не бе, тоа е основно. Сега ако сакаме до крај да го уништиме системот, тогаш да, премиерот може да земе и со огнен мач да доаѓа и да средува луѓе што не му се допаѓаат. Зошто за подобра иднина? Ама тоа каде води бе таквата логика? Мораме да почнеме од некаде дека не може премиер да Теменував, бара. кој преговараше со 8 пратеници во парламентот? Значи, сега отвараш болни прашања, А, каде што сега се отиде. станаа болни. Не, болни се за Значи демократијата и за правниот систем. Значи, Јас можам Теменував- да ти кажам каде е целата работа. Се знае во изгрешена. Македонија кој ја има централната моќ, кој е главата на моќта. Поентата беше кога се гласаше новата влада и дојде изберете да се смени тоа, да влеземе во нормален начин на живење, парламентот да биде храмот на демократијата. Растодер па Михајловски, во Македонија паметиме многу по-добри времиња за собранието на Република Македонија, кога пратениците практично ја диктираа работата на владата, а во последниве, да речам, 15 години или 12 години, пратениците станаа горди послушници на своите лидери. И од тогаш наваму се провлекува таа нишка и токму заради тоа сега зборуваме за ваков еден нефункционален парламент. Тие се сведени на технички изгласувачи на законите кои што ги предлага владата или на политиките што владата сака да ги оформи. Како да добиеме функционален парламент? Јас мислам дека системот треба да се смени, односно да се направи државата да биде една изборна единица. Тоа е моје мислење и ја поддржувам таа идеја. Зошто? Затоа што мислам дека на тој начин би се колку пошарен малце парламентот избран од народот, толку помала шанса за партиите да влијаат на одреден пратеник за да изгласа нешто. Вака е сосема јасно. Тој само навидум е избран од народот. Меѓутоа партијата го делегирала. И се разбира дека таков е нашиот менталитет балкански. Не знам, ја не познавам човек во Македонија кој што вика да, ќе влезам во собрание или ќе дојдам на власт, ќе бидам министер за да ја оправам државата. Добре, не гласаме за личности, туку за партии. За партии. Мислам дека една изборна единица
со И отворени листи би било многу подобра опција. Или тоа е опасно Да, за ама и албанските тоа- политички партии? За кого? За албанските политички Јас- партии не е опасно. Јас не кажувам Не, добро, албански, сега не е баш македонски, за сите, турски, говорам за малцинството. турски, ромски, мене наискрено. Мора јас- да се и тоа е задржи моје некаква коалициона влада, некаква кохезија во општеството. Мислам дека сме 2019 година и мислам дека проблемот и до сега во овој систем и функционирање на владите се што ги гледаме партиите со етнички предзнак или ваков предзнак или онаков предзнак. 2019 сме. Сега само покаже дека за него га гласаат голем број на албанци. Значи нема Тоа никаква не треба да ни е чудно, Да, опасно за албанците, за Отворените малцинствата, листи, отворена напротив, листа е ќе тоа. дадат простор за партиите да можат да ставаат Да, да, луѓе од кога една или од сакаат друга можат, да. етничка заедница Да. или Тоа ќе можете од еден или друг квалитетни слој на луѓе- општеството без Да, но разлика. е- Така е. Така е. Да. Михайловски? Види, 30 години ние малте не живеевме под стрес, во изолација. Така што толку лесно менталитетот да го смениме од послушнички во демократски, мислам дека не може да се направи преку ноќ, меѓутоа може да се направи со промена на систем, овој систем за Ова е гласање. еден од тие модели. Ама и тоа е еден од оние, што би рекле, историски исчекори што би се направиле, за да може да се демократизира и тој систем. Инаку, ние бевме заробеници малтене во собствената држава на еден или на друг начин веќе 30 години, меѓународно изолирани, со битки прво за името, па битки за признавања, па авиони ни паѓа, па војни имавме еднаш, два пати, па имавме, не знам, бегалски кризи. И еве сега као да речеме дека доаѓа време на смирување, дај Боже да заврши се како што треба до крајот на годината и да влеземе во НАТО, еден таков камен од душата да ни падне и да можеме да се фокусираме кон промена на тој систем за да може да се смени полека и менталитетот на граѓаните, затоа што граѓаните не чувствуваат дека тоа е демократија. Ние сме научени уште да гледаме црно-бело. И ние сме уште научени да гледаме македонци и албанци. И а тоа нема да може за жал да се заврши во мандатот на оваа влада. Значи промена на таков изборен систем со овој состав на парламент, со овие бројки кои што ги има во парламентот, нема шанси да се заврши. Мораме да почнеме. Мораме Мора да да се почне, не велам Не, дека. Значи ниту мора една да се почне, политичка мора да се партија да гледа мора својот да се интерес, туку дискутира да гледаме за тоа, мора да се збори, мора да подалеку се притиска. 10-20 години однапред. Мора да се притиска. Значи она што го правеше да речеме шарената револуција во да речеме во со револуционерни методи, сега би требало да го прават граѓаните кои што не сакаат да бидат бележани од една партија или друга или кои што едноставно не ги занимаат партии, туку ги занима нормален живот и парите што ги даваат од својот джеп да добијат услуги какви што сакаат, треба да почнат да притискаат и на тој начин. Мислам дека голем дел од за жал таквите граѓани се веќе далеку заминати. Така е. Па, математиките зборат дека остана уште 200.000 од тие граѓани и тоа се виде и на овие избори. Мислам дека изборите ги добиваат, односно решаваат за изборите, колку ќе успеат партиите да мобилизираат од некој квантум од 200.000, ајде да ги речеме оние граѓани што сакаат нормален живот, не се партиски војници кои што не гледаат интерес во јавната администрација или со партиско врзување и која партија ќе успее да се доближи во овој дел од гласачите, тој ја носи победата. Мислам и тоа се виде на пример на овие избори дека оние 100.000 гласа плюс што се тие се оние што ги мобилизира да излезат неопределените што ги носат победите. Така што некаде мора да се почне, системот мора да политичкиот да се менува, но во една прилика мене ми кажа економистите дека во овој момент најдобро што е во оваа држава да се направи е да се прекинат реформите, да се даде некоја нормалност, а некоја стабилност на предвидливост на живење. Значи да не влегуваме од реформа во реформа, туку да застанеме во еден момент, да земеме здив малце, да се опуштиме и после тоа да видиме каде ни се болните точки, да почнеме да менуваме чекор по чекор и затоа јас на почетокот од емисијава кажав, јас буквално
буквално би замрзнал делови од функционирањето на државата, колку да опстои, да функционира на некој нормален досегашен начин и би се фокусирал на горливите прашања. Ако Заев ги препознае горливите прашања кои се и да се концентрира таму, тогаш имаме шанса нешто да направиме, да го почне процесот, а зашто цело време зборуваме за коалицијата на СДСМ, ДУИ и останатите тие ситни делови? Зошто да не го оставиме и ВМРО да се праша дали би поддржал дел од сиве овие мерки што би се преземале? Зошто го исклучуваме од целиот процес опозицијата која што има апсолутно право? Еве се прашува за СЕО. Добро. За кои мерки мислите? Не, еве на пример за реформите во администрацијата и во реформите во правдата. ВМРО да кажува за реформи. Не да се вклучи. Види, политика е да ги слушнеш и од другите. Не е исклучи, Горан Михајловски рече да се дебатира, да се вклучат луѓето. Па треба да се вклучи политика да водиме. Опозиција поддржала например на истина за. Абе во ред, ако не поддржи, вината ќе биде на неподдршката, али нека влезат во еден диалог за суштински, ама да видиме што е суштинското. Не да се расплинуваме на сите. Каде ќе се води диалогот? Како јавните дебати на Макрон не те разбирам. Во собрание ќе се води Се диалогот води во демократска Добро. држава. и во собрание нека се дебатира. Јавните Сега, дебати ако- ги спомнав веќе за тоа што сака да целиот народ, целото граѓанство да биде Граѓанството не е исклучено од инволвирано. парламентот, во нормален парламент и граѓанството не е исклучено. Абе, парламентот е одраз на нашата политичка волја. Парламентот не е надвор од нас. Како го доживувате дека ние кога гласаме нешто апстрактно, кога ќе се влезе, значи во парламентот имате 49 пратеника СДСМ, имате сега не знам колку на Дали ние гласавме за ова што се случи последното 27 април пазарењето внатре? Ние гласавме за таков не- парламент. Ситуација. Не Ама гласав. тоа беше за Јас не не гласам. разбирам, целта ја оправдува средствата, така? Меѓутоа тоа е данка од која не може да се испере оваа влада. Така и затоа ќе Реформи во дојде нашето правосудство, мислење на изборите надвор како политика граѓани. до отсуството, а директно влијае. Како рече Русковски? Така е. Собранието политичка одлука донесе, ние Затоа мора да ја добија на почитуваме. првиот круг од председателски избори тоа што го добија. 4000 гласа разлика во корис на Стево Пендаровски. Затоа го добија тој шамар и со 30.000 неважички поништени гласови. Значи си го добија, од таму и потекна метлата, нели, која видоа дека граѓаните се малце подналутени. Значи беше упатено. Како ние Налутени. Па налутени да бија сигурно ќе имаше 100.000 неважички гласачки. Ова беше само Или онака ќе гласа за ВМРО повеќе. Уште повеќе да беа налутени. Не, уште рано е да им се опрости на ВМРО, али се генерално 100.000 ќе имаше неважички. Подналутени малце, но не доволно. Ние секојдневно имаме денеска во медиумите, имаме критики кон владата, имаме постојани дебати, дали на новинари, дали на политичките опоненти. Имавме 8 дебати за време на председателските избори помеѓу председателските кандидати. Нешто што порано беше незамисливо, да речеме комплетно дефицитарно. А и во ниту една земја нема 8 дебати. Во ниту една Да се земја сега согласиме. имаме инфлација на дебати и во ред. Тоа Кога има, има. Тоа е подобро да има отколку да нема, во секој случај е тоа подобра ситуација. Дали тој нов квалитет во однос на тоа што многу послободно се говори, тоа е факт, нема што тоа да го спориме. Дали тој нов квалитет во таа донесена слобода создава обратен ефект во други ситуации. Во смисла дека владата практично нема од каде да ги пофати сите проблеми со кои што се соочува, за кои што постојано се известува во јавноста. Тоа се дел од тезите за кои што тие така ги образложуваат. Дека се многу критикувани? Да. Мислам дека тоа треба да се соочат со, например, со новото време, бидејќи сега може да критикува секој и да видиме кој колку е писмен или неписмен и на Facebook. Тоа порано го немало, нели? Ама тоа е проблем на живење. владата, затоа Добро. имаат вработено еден куп експерти што се за социјални мрежи, за едно, за друго, трето таму, нека им прават анализи. Види, јас долго време работев за озбилна странска корпорација во медиумите. И таму нас не учеа дека без пари нема слобода на медиуми, без пари нема критикување. Во македонските медиуми нема пари, односно македонските медиуми се подложни на рекет, на уцени, на самоцензура. Сега тоа што
владава е малку по-релаксирана, односно прилично по-релаксирана и го нема оној тип најавувања, закани и притисоци, тоа не мора да значи дека ќе остане така ако кај нас не се промени животот, тоа што го зборам од почеток на емисија. Ако кај нас не се промени економијата, ако медиумите не зајакнат економски, а не може да зајакнат економски ако вие немате силна економија. Така што тоа е едно кругче кое што си се вртиме и ние можеме во моментов да викаме да супер, ние можеме да критикуваме, можеме свашта да пишуваме, може на Facebook па апла се може да се изнапише, секој е сега. Секој може да украде, посебно ние што работиме во дигитални медиуми, се соочуваме со тој проблем, бидејќи вие се трудите да направите некое новинарство и некој друг се труди таму од дома во папучи да седи и да ти го украде цел текст, да си земе, него ќе му бидат доволно да му фрлат 50 евра по 10 или 20 пати по 50 евра, вие не можете да ги платите новинарите со тие пари. Така што Значи, да не се залажуваме. Демнат опасности во таа сфера, токму поради финансискиот аспект и тоа што нема системски реформи во слободни медиуми. Без добро платени новинари немате слободни медиуми и тогаш и критиката ќе биде или насочена во она како што имавме типот Латас и компанија, рекетираме едни, фалиме други, или едноставно и тие новинари кои што критикува или кои што беа вистински новинари, посебно за која станува збор за екзистенција, а не сакаат да си го изгубат образот, ќе се преселат па ќе одат на некоја друга работно место или во компанија некоја ќе работат пиар, едно, друго, трето, тоа се тие. Добро. Секуловска, демнат ли опасности во демократијата се уште? Прво, ние сме млада демократија, немаме демократија. Ова е демократија која започна да живее колку години, 28 години сме од независноста. Тоа и не е толку млада веќе. Многу млада. Ако се споредиме со старите позрели демократи, не се нарекуваат зрели, туку позрели. Ние бевме најсиромашната република во СФРЈ. Имавме највисока стапка на неписменост во СФРЈ. Ние немаме традиција, немаме искуство, немаме историја, немаме практика на слободни медиуми, на независни медиуми, на новинарски здруженија, веќе која сме кај медиумите, на непартизирана бирократија, која во теоријата и во практиката се смета како сршта на едно општество. Не сме имале дисиденти, не сме имале револуции. Шарената револуција ни беше првата револуција која ја имаме доживеано, заради тоа што не сме имале држава, така? И така натаму. Судство независно, администрацијата ја споменав. Значи, идејата е дека не може да се прескокнат историските фази. Можеме ние да живееме во таква илузија, но погледнете ги посткомунистичките земји, како се враќаат сушност во авторитарни режими. Не може и тие неколку вековни демократии мора да се изодат. Добро. Благодарам. Тука одиме на една мала пауза за реклами. Во студиото на Телевизија 24 со колегите Растодер Теменугов, Секуловска и Михеловски дебатираме за најавената реконструкција на владата и што понатаму во македонската политика. Имаме прашања од публиката, повелете. Добро вечер на сите. Јас сум Филип Кирковски, граѓанин на Република Северна Македонија. Цела вечер дискутираме за метлата на Заев за реконструкција на владата, но таа влада произлегува од главно партијата на СДСМ. Дали мислите дека Заев треба да направи метла во СДСМ и да ја реконструира партијата за да успее понатака и да ја добие поддршката од народот? Се однесува прашањето на целата гарнитура. Од кого прво барате одговор? Милена Секуловска. Секуловска. Од Секуловска. Да. Дамите Ама јас, да, благодарам. Но во паузата јас ве замолив да го кажете вашето мислење. Да, дефинитивно мислам Дали дека треба да има сметате дека метла, треба да има метла, дали сметате дека треба да се донесат способни луѓе што си ја знаат работата. Да, така. Бидејќи да се тие неспособни луѓе во
приватен сектор да работат, приватните газди нема воопшто да ги трпат одмак им измен. Па во нивните фирми не би ги трпеле. Не знам во Андјушев фирмата дали он прима луѓе кои што не му доаѓаат на работа или кои што вика ај овој ќе го примам, не е способен, не знае да преговара. Сигурно не. Да, мора да има реконструкција и во СДСМ, предпоставувам дека ќе има, почнувајќи од веројатно генералниот секретар Кирацовски, има и такви информации и шпекулации. И треба да има, да, во сите органи каде што Заев смета дека потврлиле. И заради тоа е добро да направи анализа. Овие 4 дена не беше присутен на инаугурацијата. Можеме и за тоа малку да позборуваме, Младен? Доколку... Прво да поразговараме со студентите. Веројатно размислил кои се како така наречените слаби карики и во неговата партија и во владата, и оттаму веројатно дека така, всушност, со првите луѓе потоа ќе произлезат и останатите така наречени чистки. Добро. Некој друг да дополни? Растодер? Во изминативе 20 години СДСМ секогаш се карактеризираше со тоа што во своите редови поголемиот дел од тие на врвот беа универзитетски професори, звучни имиња. Во последните години мојот впечаток е дека ги нема тие малку и академската фела се повлечена на страна. И веројатно е сега цената ја плаќаат од тоа. Значи тие кадри кои што се ставени за министри или раководители на одредени сектори не успеале да ја завршат работата како што треба. А ако не ја завршил како министер или раководител на сектор, не знам зашто би останал во партија, освен да лепи плакати или нешто друго. Добра, благодарам. Повелете. Министрите? Молам? Министрите лепат како плакати? Ако не може да ја заврши работата на тоа. Јас да се добро вечер. Јас сум Миријана Димитриевска и сакам да се надоврзам на неговото прашање, исто така и на вас се посветам прашањето, господја Билјана. Сакам да ве прашам со листата што споменавте дека има еден тон имиња за кои што ние не сме запознаени. Не сме ни ние. Не сте ни вие, така да ред. Никој не е. Работа да сме запознаени. Нивната работа е само да фигурираат на тоа парче хартија што го држите во рацете или... Некои имаат работа, ама не знаеме. Да, може сите имаат работа. Да, не би се одложувала дека ова се споменавте и безработници дека има некои други Заев. што останале од претходната гарнитура или натрупана јавна администрација. Ова не се, да. Исто така имаме и натрупани работи кои што од минатото нели не сме ги завршиле, голем број на реформи што треба да се случат на вистина. Пред се за нас младите, затоа што си отидовме од земјава. Еве сме овде 8 луѓе, сигурно уште неколку надвор. Планови да Каде ќе си отидеме, точно. Ама таа натрупана јавна администрација нели би требало да ја заврши натрупаната работа што со години и години се провлекува низ министерства, било што, мислам, било која и да е друга институција во нашава земја. Или едноставно само така ќе се фигурираат на... Сега, ако вака сите размислуваме да си одиме од државата, кој ќе оправува државата? Па еде на животот. Точно, точно. Ретки се тие што остануваат тука и младите луѓе се принудени да си одат, инаку е добро да си одат од сопствената држава и секаде во свет си одат од државите и живеат и работат во... Па не би се служила со вас дека е убаво да си одиме од сопствената држава. Не е убаво да се добро е, зошто да не? Јас искрено сум била и на други места што се сосема различни од Македонија и би рекла дека како дома нема никаде. Дефинитивно, ама не знам што сметате вие, всушност беше моето прашање, што треба да се случува со тие работници, дали треба таа метла да ги исчисти нив или сепак да останат и да го изработат она што со години веќе се натрупува и не е изработено. Ако не успеале до сега да сработат, сега допрва ќе им се дава шанса. Како да ги натераме? Па имате таму луѓе, зашто да ги тераме? Па ќе им дадете задача и они ќе си ја сработат вајде. Ако не ја сработат, ај чао. Како е во фирма? Ќе му дадеш ли на некога задача? Нема да сработи, ај чао. Реформите во судството, како фризерката што ја вработи Кирацовски ќе ја заврши реформата? Како што ќе придонесе она незиното вработување во било кој процес реформски?
Значи се вработија пиар, се вработија несоодветни луѓе за да се пополнат работни места. Не знаеме ни кои работни места треба да се пополнат. На почетокот ви кажав дека систематизациите не се јасни. А што е со во оваа академските граѓани што седат дома со диплома и навистина имаат капацитети, можат да отидат некаде и нешто навистина да помогнат и да извршат некоја работа. Што се случува со нив? Прашањето, знаем што се случува, нема да ве вработат ако немате партиска книжка и во јавната администрација единствено што работат се оние што немаат партиска книжка. Ама нас тоа ни е јасно. И тоа е тоа. Само дали партиската книжка е решение кон Не, што треба затоа вечер зборуваме што треба да во направи. животот. Може би ќе искарикирам сега, меѓутоа мене навистина ми беше смешна, ма убава една така слика ни даде на целото општество. Во 4 часот попладне, дента пред да дојде папата. Излегува владата и вика, видете, вие држава што сите вие што ве плаќаме државата, ај вие што требате, вие лекарите дојдете, ај вие новинарите од МТВ дојдете вие негувателките, градинките, пошто нема да има кој да ги чува децата, бидејќи приватниците ќе стојат на работа, а вие јавна администрација ај седете дома да не правите гужва. Така што има таму многу зачистење, бидејќи ги знаеме луѓето кои што влезени се таму, дај ми нешто да маткам. Тоа е. Тоа е муабетот. Дај нешто да маткам. Затоа што уште пред 1 јануари, кога ќе се направат списоците кои денови се неработни, уште одма се прават списоци, ова ќе го спојам, ова ќе го спојам, ова ќе го спојам, за да направам еден убав одмор. Тоа во приватна фирма не можете да го направите. Тоа во фирмите на Заев верувам дека не се прави. Тоа во фирмите на Ангјушев верувам дека не се прави. Добро, јас мислам дека вие како млади луѓе не знам зошто би целеле во јавната администрација да работите. Затоа што е стабилна платата. Затоа што имаат 26 дена работни одмор. Добро, влада е социјалистичка некаква логика и никој ништо не ти може. Посебно ако си јаку партија, па апла никој ништо не ти може. Заради тоа говориме дека тоа треба да се смени. Оној мерит систем за кој се говори постојано. За јавната администрација, перцепцијата за јавната Не администрација и за приватниот сектор треба да се смени. Дали сте доволно квалификувани? Да, благодарам. Мислам дека тука некаде ја привршуваме дебатата. Да, толку беше зборот, ви го одземам. Да ги видиме поентите на вечерашната емисија. Сите знаеме дека пред изборите, пред да дојдат на власт, колку СДСМ ја критикуваше јавната администрација и сето она што значеше јавна администрација и вработеност како партиски кадар. Дека се неспособни, дека имаме премногу вработување, дека вие морате да направите радикални резови доколку сакате напред. Во овој момент во Македонија се потребни две суштински работи што треба да се направат, две министерства се суштински, се друго е се може да трпи и се може да бидат фокусирани на што сакат, тоа е Министерството за информатичко општество и администрација и второто е правда. Тоа се двата елемента каде што јас би ги запрел сите проекти капитални инвестиции, ќе речам ништо нема да изградам за наредните генерации и сите пари ќе ги насочам кон овие две министерства. Не се јавни пари на граѓаните. Како ќе поверуваат кога се соочени со непотизмот, со партизацијата секојдневна на администрацијата, со вработувањата во администрацијата на роднини, на ова Мира Стојчевска, славната Мира Дизел, има ли шанси имаше ли шанси самата да се повлече? Они ги свртија и онака најпопулистички, како на времето Груевски, која викаше, ама тие не се возат по автопат, ми е гајле. Викаат, ама не, они се малце. Тие се малце, ама тие луѓе влијаат. Тие луѓе знаат да направат промена. Тие луѓе знаат да влијаат на други граѓани како да се гласа. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте вечерва тука во 24 отворено, исто и на публиката што денеска се активираше. Вам, почитувани гледачи, ви посакувам да останете со програмите на телевизија 24, следуваат вестите.